Во пресрет на носењето на новата цена на парното грејење, компаниите ги доставија веќе барањата до регулаторната комисија. Дали ги разгледавте и со какви проценти дојдоа до комисијата? Кој побара најголемо поскапување на оваа услуга? Ќе направиме таква цена која што нема да прави штета на компаниите, меѓутоа сепак ова категорија ќе биде многу осетлива да ја донесеме, да ја избалансираме, да луѓето останат во систем, а сепак да имат некаков поднеслив месечен трошок за таа работа. Процентите се движат од 30 до 130%, така да... Кој бара 130% ако не е? Мислам дека бара сама енергетика. Така да... Меѓутоа тоа се секојаш максималистички барања. Бидејќи на вашата прва пресконференција кажавте дека ќе има измени во тарифните блокови, дали се почна со анализите, дали ќе учествуваат и експерти од Машинскиот факултет, како што беше претходно кога се воведува блоковите за време на енергетската криза. Вчера министерката за енергетика кажа дека доколку бидат повикани, ќе дадат и свое мислење. И она што првични анализи ние ги добивме од пазарот на електрична енергија е тоа дека меѓу 11 и 15 часот во текот на денот ние имаме хиперпродукција на енергија и цената на берза е некаде меѓу 30 до 35 евра. Што е многу поволно. Сите ова енергија која што ја произведуваат производителите да влезе во мрежа и да биде достапна до граѓаните. Тоа значи дека можеби менувањето на тарифните блокови може и нема да бидат како блокови менувани. Може ќе го зголемиме времето во кој што ќе биде ефтината тарифа. Може ќе биде промена, може би во текот на денот да има 4 часа ефтина електрична енергија. Ние мора да испровоцираме потрошување на енергијата кога е ефтина. Ние не сме во можност да имаме такви дата центри, сега се прави легислативата. Дали сте повикани од Министерството за транспорт да учествувате во таа легислатива и дали ние сме, колку е тоа опасно да има Македонија дата центар? Видите вака, ова сега јас ќе ви кажам личен став. Пошто како регулатор не сме повикани се уште во таа постапка, веројатно покасно. Дали треба Македонија да има дата центри? Ние треба да се радуваме да има дата центри во Македонија. Бидејќи цел свет е тргнат во дигитализација. Ова е исто како да 90-та година да прашате дали треба Македонија да има мобилна телефонија. Значи, ова е на тоа ниво и тоа кој нема да го свати брзо, ќе остане на маргините, како и секогаш. Дали имаме електрична енергија и приказната дека ќе ни ја потрошат електричната енергија и водата се намалку смешни и тоа може да го зборат луѓе кои што не знаат ништо за енергетиката. Водата посебно, значи исто така една смешна констатација, бидејќи ладењето кај дата центрите е затворен систем. Се користи истата вода? Да, тоа се затворени системи, исто како да имате клима уред дома. Ве лади клима уредот, да. Трошите вода? Не. Значи тоа се циркулациони системи кои што преку компресори, бидејќи тоа е она дисипација на електрична енергија која што се троши до дата центар, иначе зошто би трошил? Значи тој троши најмногу енергија за ладење на процесорите, а тоа го прави преку испарувачи. Надвор имате единици, имате топлински пумпи кои што тоа го разменува само како топлина. Не се троши проточна вода, па ние сега цел вардар ќе го потрошиме за дата центар. Како да ви кажам, ние дозволивме земјоделците да ни одлучат за дата центри во државата и затоа не движе, ништо не движе.